Палер, Македонија. Палер, Македонија била првата македонска авиокомпанија и првиот од двата национални авиопревозници кои ги имала Македонија. Другиот е македонски авиотранспорт. Незиното седиште бил меѓународниот аеродром Скопје. Таа обстоила само неколку години и својот пат го бележи во 1996 поради економски и политички причини. Авиокомпанијата Палер Македонија е формирана во 1991 година, неколку месеци пред осамостојувањето на Македонија од Социјалистичко Федеративната Република Југославија. Со ова, таа е првата македонска авиокомпанија воопшто и првата национална авиокомпанија во Република Македонија. Својата работа ја започнува со Туполев Ту-154 летало, а подоцна изнајмува и Фокер F-28 и Фокер 100. И по избувнувањето на Босанската војна, Палер повеќе пати дневно имал летови до Сараево помагајќи им на бегалците од војната. Во еден таков случај во јуни 1992 година, кога требало да се затвори меѓународниот аеродром Сараево, авион на Палер го направил последниот лет пред затворањето на аеродромот. При полетувањето биле испукани неколку истрели кон авионот, но без последици и штети. Своето пропаѓање компанијата го бележи во 1996-та. Тогаш ООН ги спуштила санкциите за Југославија и со тоа Југословенската национална авиокомпанија Југословенски авиотранспорт продолжила со својата работа, враќајќи се и на македонскиот пазар. Тоа резултирало со драстично намалување на корисниците на Палер Македонија, поради што таа повеќе не можела економски да обстојува на пазарот. Својата работа Палер Македонија прекинува во септември 1996 година. Во меѓувреме во Македонија работела компанијата Македонски авиотранспорт, формирана 2 години претходно. Првиот трамвај во Скопје. Првиот трамвај во Скопје го донеле браќата Шабан Паша, познати донатори од втората половина на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Скопје се вбројува во светските градови кои многу рано го користеле трамвајот како јавен превоз. Ако се има предвид дека во Виена првиот трамвај бил воведен во 1864, тогаш станува јасно дека Скопје не заостанувало многу зад познатите градови. Релацијата била од камениот мост до Ислахане. Вагонетките биле во различни бои, а внатрешноста обложена со црвен плиш. Во 1912 година одборниците решиле да се укине трамвајот, бидејќи не бил модерен. Се чини дека дел од старите вагонетки били употребувани подоцна за превоз на службениците до каменоломот во Кисела Вода. Скопје, град мој
pesmi. Večno geja za